Добро утро, почитувани гледачи. Добро ни дојдовте и во денешното ново издание на емисијата Фактор здравје. Темата која што утрово ја обработуваме е биоинформатиката како начин на лекување, еден нов иновативен пристап и клучен сојузник во современата медицина. Нешто за што претходно имаме зборувано, вие кои што сте наши редовни гледачи, веројатно и ќе се потсетите, ама секогаш е добро да повториме уште еднаш и да подобјасниме, да ги опфатиме сите клучни работи и клучни сегменти. На оваа тема утрово разговараме со Татјана Илиевска, дипломиран фармацевт, специјалист по комплементарна медицина од Центарот за биоинформатика Биоревит во Скопје. Добро утро, Татјана, и добре ни дојдовте повторно во Фактор здравје. Јас и така и најавив и споменав. Ние еднаш веќе го обработивме овој дел, спомнувајќи за оние важни, основни, клучни работи. Но секогаш е добро да повториме и секогаш имаме нови гледачи кои се пред малите екрани па се заинтересирани да слушнат што е всушност ова. Ќе може ли кратко, како вовед, што е биоинформатиката? Всушност, со што се занимаваме ние? Го проучуваме оној јазик на кој што комуницираат клетките. Тоа што значи, во секој физиолошки процес кој што се одвива во нашето тело, се ослободуваат супстанци, значи хемиски супстанци, како хормони, неуротрансмитери, пептиди, ензими, кои што даваат соодветна инструкција на друг орган како да функционира. Тоа е всушност еден комплексен процес на, како да ви објаснам, буквално еден комплексен процес на, да ја замислиме како една филхармонија. За да може на крајот да добиеме некое феноменално дело, на нас ни требаат многу фактори, нели? Сите учесници во оркестарот. Во едно човечко тело, кој што е перфектен систем, за да се случи еден нормален физиолошки процес, секојдневно кај нас се одвиваат милиони процеси. Сега, сите тие супстанци, ние ги имаме како клеточни сигнали, тие клеточни сигнали на нас ни даваат можност да после диагностиката направиме една комбинација од клеточни сигнали со која што можеме да ја потсетиме, да го потсетиме телото како нормално да функционира. Да се врати на оној првичен момент, така? Како да си ја врати рамнотежата, да регенерацијата. Човечка оптимизација. Значи, оптимизација на нашето функционирање. Така, тоа би било тоа идеално здравје, нели, за кое што сите чезнееме. Така, третман кој што е за различни патологии, за кои поединечно и кратко ќе подспомнеме во текот на емисијата, можеби ќе се задржиме најмногу на алергиите, бидејќи се и најактуелни токму во овој момент. Велиме, не можеме да ги излечиме, ама барем можеме да ја намалиме преосетливоста на организмот и на телото кон алергените на кои сме изложени. Преку ваквиот третман. Малку би коригирала овде, затоа што алергијата не е заболување кое што не се излекува. Тоа се излекува. Зошто? Затоа што тоа е еден вид на грешка, промена на имунолошкиот систем, која што настанува од X фактори, се уште не е доволно познато која е причината за настанување на алергија, с која што модификација доведува до едно неправилно функционирање на самиот имунолошки систем. Тој почнува обични супстанции од околината да ги препознава како алергени и да реагира премногу бурно. Се ослободува премногу хистамин, настанува воспаление на слузниците вообичаено на респираторен систем или доколку се работи за алергија од храна на цел дигестивен систем. Се повеќе луѓе доаѓаат со уртикари, значи кожни реакции по цело тело, исто од непозната причина. Имунолошкиот систем е еден систем како и нервниот, кој што верувам дека уште многу години ќе ги истражуваме која е тајната, како тие функционираат, кој е тригерот, зошто ја менуваат својата функција. За среќа и со многу години работа, реално, дојдовме до едно решение за тоа како таа модификација на имунолошкиот систем, која што настанува кај луѓе кои што имаат некаква алергиска реакција, како да ја промениме. Самата модификација, како да ви објаснам, таа прави една грешка во комуникација помеѓу самиот имун систем и останатите органи и предизвикува бурна реакција. Со враќање на тој имунолошки систем во нормална функција, ние успеваме комплетно да ја анулираме алергијата. Тоа е трајно, најчесто не прашуваат нели колку е тоа како терапија, дали е во моментот само симптоматска терапија. Да, ќе го постигнеме во моментот посакуваниот ефект, но дали ќе продолжи понатаму? Не е само симптоматска терапија, таа е терапија всушност корекција која што доведува до
враќање на имуниот систем во нормала и комплетно се губи алергијата. Значи, пациентите кои што доаѓаат кај нас, веќе со години немаат никаква алергија. Доколку имале премногу интензивна, можно е наредната година да се појави алергија, алергиска реакција со некој помал интензитет, па уште еднаш е потребно да се повтори тој третман и потсетување како нормално нели да се функционира. Во секој случај алергијата, иако ја сметаме за некоја не толку сериозно и страшно заболување, е нешто што премногу пречи и влијае на квалитетот на животот, а сега веќе ги немаме само сезонските, туку и целогодишните алергии кои што го измачуваат, па дури и кај децата и кај возрастните во голем дел присутна. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот за да објасниме како изгледа терапијата, како изгледа претходно анализата, како се поставува дијагнозата, сето она што и најмногу ќе ги интересира нашите гледачи. Останете со нас до самиот крај. Уште еднаш подсетување со Татјана Илиевска, дипломиран фармацевт, специјалист по комплементарна медицина од Центарот за биоинформатика Биоревит. Зборуваме за биоинформатиката како начин на лекување. И Татјана, веќе почнавме и ја начнавме темата за алергиите, бидејќи рековме во моментов се актуелни, иако и хроничниот замор, стресот континуирано го имаме, несоницата, проблемите со спиење, ама за се поединечно полека ќе подобјасниме. Симптомите на алергиите, она што најмногу ги измачува луѓето и пречи во секојдневието. Во овој период, нели, за време на овие сезонски алергии, најмногу ги измачува тој горен респираторен тракт, тој секрет, кивање, чувство, нели, дека се буквално како болни од вироза. И знаете, замислете сега некој треба да функционира нормално, има чувство буквално како да е болен, има малаксаност, спиењето е многу нарушено кај луѓето кои што имаат алергија. Вообичаено синусите и горниве дишни патишта апсолутно се воспалени и отечена е слузницата повеќе во ноќните часови, па не има возможува ниту пак нормално да одморат, нели? Стресот нормално се зголемуваат стрес хормоните како кортизол, адреналинот, стануваат понетрпеливи. Алергијата е многу потцената како состојба и нели најлесно е да им кажеме на тие луѓе не е ништо страшно, нели не се жалете, меѓутоа апсолутно не е така. Буквално живеат како да се постојано болни. Тоа е, може да кажам, неподносливо, реално. И сите сме изложени на тие алергени од надворешната средина, ама не секој бурно реагира и не секој реагира на таа алергиска реакција. Дефинитивно така. Тука лежи основата на она што на почетокот го објаснувавте. Тоа е основата. Треба да се промени таа реакција на имунолошкиот систем, за да не препознава било што како некаков алерген. Тоа е решението со самата корекција на самата алергија. Иако, например, за да може да се искоригира алергијата, мора да се делува и на нервниот систем. Нели стрес хормоните да бидат во нормална состојба, спиењето да се регулира, затоа што и самите високи стрес хормони прават супресија на имунолошкиот систем. А таа супресија повторно дава неадекватен имунолошки одговор. Така да кога ќе видиме, нели, никогаш не може одделно да третираме само еден систем во човечкото тело, ние сме еден комплексен и совршен систем каде што сите органи се поврзани со својата функција помеѓу себе. Так. Комуникацијата на клетките меѓу себе кога ќе се наруши таа комуникација, тогаш почнува проблемот, одреден проблем да се појавува во телото. Секоја грешка во комуникацијата помеѓу клетките ќе даде како краен исход, краен резултат некаков проблем, односно дисфункција на некој орган. Ние тоа го препознаваме како некаков симптом, како може на крајот нели некоја дијагноза, доколку трае подолго време таа дисфункција. Меѓутоа, кога повторно ќе се воспостави целата таа нормална комуникација помеѓу клетките, што значи тоа? Кога секоја клетка, секој орган ќе има нормален мембрански потенцијал, автоматски сите физиолошки процеси, сите процеси што се одвиваат на ниво на клетка ќе се нормализираат. Да. Зошто за биоинформатиката се вели дека е нов, иновативен пристап и клучен сојузник на современата медицина? Знаете, прво јас и ова би го објаснила, многу дилеми околу тоа
што е биоинформатика како наука. Еден дел, во моментов е многу актуелен оној дел, онаа гранка која што прави анализа и создава цела една датабаза од информации, од генетски мутации и симптоми кои што настануваат од тие генетски мутации. Меѓутоа, ние сме еден друг дел од биоинформатиката. Уште од 1970 година е поставена основата и по дефиниција биоинформатика се смета за наука која што ги проучува сите процеси во биолошки, во живи системи. Значи, информациски процеси во биолошки системи. Ние се задржуваме на тој дел од биоинформатиката. На крајот на краиштата, не е ни важно дали ќе ја наречеме биоинформатика или не, нашиот фокус е да дознаеме што повеќе, што подетално, како комуницираат самите клетки помеѓу себе, какви процеси се одвиваат во самата клетка, како можеме да направиме промена на органи кои што имаат веќе некаква дисфункција и отстапка. Нормално, веќе се поактуелна е и епигенетиката. Епигенетиката што значи, што ни објаснува? Таа е веќе наука која постои сигурно 25-30 на години. Таа го објаснува начинот и на кој што ние делуваме всушност на ниво на клетка. Епигенетиката ни покажува како стресот, например, може да направи активација на одреден ген со што би се активирал одреден процес, дали е заболување, може и во позитивен правец да се активира одреден ген, па да се поттикне регенерација. Самите надворешни фактори прават метилација, односно активација на тој ген. Што значи тоа? Сето она што ние сметаме дека го имаме во нашата ДНК и дека е неменливо, ова ни го менува комплетно аспектот и гледиштето на сето тоа. Односно, ние сваќаме дека начинот на кој што живееме, како се чувствуваме, дали сме среќни, дали живееме во загадена средина, дали имаме токсини, дали имаме превисок стрес, сето тоа директно влие на нашата ДНК, активирајќи и деактивирајќи одредени гени, што знае да поттикне одредени процеси, што на крајот може да резултираат со одлично здравје или пак со болест. Се повеќе треба да сме свесни како ние самите влијаеме на нашето тело. Ова не ни е дадено само така, ако не се грижиме за него и ако не водиме сметка... Нема добро ни да не служи. Така, и ако не водиме сметка ниту што мислиме, како се чувствуваме, дали сме среќни, дали сме задоволни, сите оние, да кажам, емоции како што се стравот, завист, незадоволство, нервоза, фрустрација, сето тоа поттикнува одредени процеси кои што на крајот за нас самите се штетни и може да ни донесат и заболување на крајот. Така. Како се врши анализата, скен на телото, така да видиме како функционира секој одделен орган? Тоа е многу важно да го знаеме и веројатно ги интересира што значи тоа за да се дојде до дијагноза, а потоа и третманот. Значи, кај нас дијагностиката е вака едноставна. Користиме еден параметар, поточно мериме параметар кој што веќе во пракса се мери повеќе од 100 години. Што мериме? Мериме мембрански потенцијал на клетките, тоа го мери и ЕКГ и ЕЕГ апаратот. Значи, веќе е докажано со многу испитувања дека прецизно и точно покажува каква е функцијата на срцеви клетки и на нервни клетки. Сега, што е разликата? Ние во случајов имаме апаратура со која што може да се измери тој мембрански потенцијал, меѓутоа не само на срцеви клетки и на нервни клетки, туку буквално на целиот организам. Тоа мерење што го правиме може накратко да го наречеме дека е ЕКГ мерење на целото тело. Апсолутно со тоа мерење имаме увид во функционалната состојба на сите клетки, што ни дава можност прецизно да видиме како нешто функционира, како може да влие на функцијата на друг орган, како функционира тенкото црево, дебелото црево, црниот дроб, зглобовите, белите дробови. Така да нема нешто кое што не може да се види, се мери емоционалната состојба, може да се види преку стрес хормоните, може да се види состојба на нервниот систем како меморија, фокус, оние нервни клетки кои што се одговорни за социјализација, за дружење.
па да накратко искрено се гледа се. Буквално комплетна анализа, да. Предходна подготовка потребна е пред да се направи таа анализа. Од која возраст може да се почне? Може и кај деца, може и кај возрастни. Може така? И кај деца, имаме и дечиња што веќе ги доаѓаат кај нас и ги носат од 2 недели. Може и кај возрастни, не треба посебна подготовка. Се држат 2 мерни единици на раката, 2 на главата и 2 се поставуваат на нозете. Се со цел да може комплетно да се измери тој мембрански потенцијал на целото тело. Не е инвазивно, нема зрачење, не пречи нели доколку некој има некакви метални импланти во него, не пречи ако имаат некакви претходни хируршки зафати. Комплетно секој може да го направи реално безбедно тој преглед. Така. Доаѓаат ли некогаш, велиме, превентивно сакаме да делуваме за да видиме каква е состојбата на нашето тело и организам, или генерално како поднебје сме дека чекаме некоја болка да се појави или некој проблем, па тогаш малку повеќе да му посветиме внимание на организмот? Веќе се менува, да ви кажам, свеста и тоа е убаво. Се повеќе луѓето размислуваат за превентива, се повеќе размислуваат како може да живеат подолго, поквалитетно. Гледаме дека тоа е всушност и поентата. Има една генерација од 30 до 50 години, 55, која што веќе сосема поинаку гледа на здравјето, си го одржува, пијат доста суплементи, доаѓаат кај нас нели на контролен преглед. Не треба кај нас да доаѓа некој кој што веќе има здравствен проблем. И верувате, ние и самите не треба ни да чекаме да бидеме во состојба кога нешто комплетно ќе не блокира, да не може да функционираме нормално, па тогаш да превземеме нешто за нашето здравје. Здравјето се чува додека го имаме во подобра состојба, за да може да бидеме, ако можеме, во идеална здравствена состојба и нели што подобро да го одржуваме. Тоа е поентата, подобро е превентива. И се менува. Кај нас веќе може да кажам реално доста имаме луѓе кои што доаѓаат за превентива повеќе и за регенерација. Да. Долги години обстојувате и сте присутни. Искуствата досегашни што говорат? Каде се постигнуваат најдобри резултати или пак кои се примерите позитивни од пракса? Најдобри резултати на број 1 на прво место би ја ставила алергијата дефинитивно. Таа ни е патологија со која што се занимаваме веќе последниве 19 години. Да. Имаме феноменален успех кај сите оние воспалителни процеси на гастроинтестинален систем, кај гастрит, кај болки, коски зглобови, дископатии, несоница, кај оние проблеми со нервниот систем што се поактуелни, депресија, анксиозност, панични напади, па буквално кај се. Меѓутоа мора да кажам дека во последно време малку го променивме фокусот. Нели ние размислувајќи на превентива и лонживити, како што кажуваат нели надвор, долг квалитетен живот, највеќе почнавме да работиме на таа проблематика продолжување на човечкиот живот, односно нашата анти-ејдж програма. Што значи? И што ве поттикна со голема посветеност да работите на тоа? Па видете, доколку ги регенерираме сите органи и организмот биде по-млад, со регенерирано, поточно, буквално регенерирани и здрави органи, нормално дека ќе се изгубат сите заболувања и тоа значи дека на подолги стази ние сме на некој начин заштитени од било какви заболувања. Така, да. Мислам дека решението е всушност тоа. Регенерацијата е решение за многу заболувања. Да. Кога споменуваме природен процес на старење, велиме не можеме да го запреме, но можеме да го одложиме. Ама прво нешто што помислуваме и не асоцира на надворешниот изглед. Многу сме загрижени дали ќе ни се појават првите бори, како ќе ни изгледа лицето, а тој процес на старење е многу побитен внатрешно. Така велиме да ја постигнеме регенерацијата и подмладувањето на телото. Така е, тоа само се рефлектира всушност на лицето највеќе и на кожата, така и го гледаме тој процес. Ние не можеме вака да почувствуваме дали нас ни старе црниот дроб или желудникот или тенкото црево, а по самите симптоми кои што ги гледаме на кожата, го гледаме дека започнал процесот на старење. Како ние работиме на тоа? Направивме веќе една комбинација од клеточни сигнали, еден готов продукт на кој што работиме последниве 2 години. Тоа е резултат на наши 19 години работа.
Таа комбинација на клеточни сигнали повторно што прави? Ги активира сите процеси на регенерација во нашето тело, со што како последица ние на лицето гледаме подобрување. Не се фокусираме само на тоа да изгледаме добро, меѓутоа делуваме на сите органи и на целото тело. Нормално се намалуваат борите, се подобрува квалитетот на кожата, се затегнува опуштената мускулатура и тоа видливо се гледа, нели, како еден анти-ејдж ефект на нашето лице. Можеби уште поважно е дека се враќа таа волја, ентузијазам, желба за живот, енергија за да може да ги правиме сите работи што сакаме да ги правиме во текот на целиот ден. И не сме веќе уморни од животот, како што се случува со годините. Да. Се подобрува и квалитетот на спиење. Едноставно се потсетува телото како е да функционира кога во истиот момент, во истиот период кога имал 25 години. Замислете колку е тоа убаво за секој од нас. Да, а тоа ќе го постигнеме со... Да, тоа е, пак ќе кажам, тоа е едно можеби универзално решение, за да не мора кај нас, нели, да доаѓа некој да прави диагностика, да според тоа се прави персонализирана терапија за сите органи, туку може само да го користи тој биомодул кој што ги има таа комбинација од клеточни сигнали. Еве јас го носам тоа е овде. Може да си го земе кај нас во нашата ординација, може да му нормално ќе му биде објаснато како се користи, што се прави. Ние и донесовме еден и може и да и ќе го подариме на еден наш гледач, но веднаш по рекламите, затоа останете со нас до самиот крај. По рекламите продолжуваме со разговорот и она што го споменавме, Тања, дека ќе доделиме на тројца наши гледачи, ги очекуваме нивните јавувања. Ќе ве замолам кратко само да биде, да ги добиете основните информации, а дополнително се што ги интересира ќе може да се јават во Центарот за биоинформатика и не само за ова, туку и за одредена друга проблематика или патологија која што ја имаат, за да го најдете заеднички решението. Добро утро. Ало? Да, ве слушаме, повелете. Ало? Добро утро, благодарам за вклучувањето. Меѓутоа јас се извинувам, малку касно се вклучив и не знаев точно зашто е гостинката. Еве, сега ќе слушнете што е оној што го добивате како подарок од Центарот за биоинформатика. Биоенергија, така? Биоинформатика, да, за Центарот за биоинформатика. Добро, биоинформатика. Алергии и сите други останати. Можам поточно да... Да, се наоѓаме на средноводно. Вие сте од средно. Јас сум прочитала таму на средноводно, обично често одам, така да можеби ќе ве посетам бидејќи сега веќе е касно. Кога сакате, поминете, ќе ви објасниме се. И така. Во моментов и кога ќе поминете, да знаете, имаме една акција до 20 април. Имаме посебна апаратура со која што се мери квалитетот на кожата комплетно, длабински. Таа е бесплатен е тој преглед и нели може да видиме на која возраст е нашата кожа и нашето лице, што пак ќе кажам е одраз на внатрешна состојба сепак, меѓутоа е убаво нели да се знае. Така да слободно повелете или јавете се на телефоните, ќе ви закажат. Така да, а за секој случај ќе ги оставите и вашите податоци. Да. За вас ова ќе телефонскиот број и адресата на живење за да можат да ви го достават ова или пак ако едноставно одите во Центарот за биоинформатика и ќе направите бесплатен скен на лицето, така, но и ќе го добијат овој биомодул. Да, ќе го добијат. Подарок од нас ќе имате биомодул, нека ве запишат. Ете така. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро. Добро утро. Повелете, ве слушаме. Само ќе ве замолам кратко и вие го добивате ова. Дали би биле заинтересирани во моментов за некаква анализа да направите за одредена проблематика која што ја имате во моментов? Да. Добро. Еве и подсетување и за вас да ги оставите вашите лични податоци за да можат да ви го испратат подарокот на вашата домашна адреса и во интерес на времето да го слушнеме и уште третиот гледач и после третото јавување малку ќе подобјасниме. Ало, не ми сема податоци. Ало? Да, во режија ќе ве преземат и ќе... Ајде ви се молам. Така, да. И добро утро за третиот гледач.
да ве слушнеме и вас. А во ред, ќе го преземат во режија, значи на тројца гледачи го доделуваме. Што е ова сега, Татјана, да објасниме? Значи, ова е всушност биомодул. Да немаме гледачи или не? Така, не. Се исклучи гледачот. Ова е тој биомодул, кој што внатре има комбинација од клеточни сигнали, со кој што се активира процесот на регенерација во сите органи, со кој што се прави промена комплетно на функционирање на сите органи. Имаме повеќе физички сила, енергија, расположение, кожата е поинаква, нели, и секој сака да биде помлад. Ова е всушност тој биомодул кој што еве јас го користам. Да. Колку време е третманот? Индивидуално е за секоја патологија заради која ќе треба да се примени оваа терапија? Ако зборуваме за третманите кои што ги имаме кај нас, терапиите, тие траат 45 дена. Само нели на самиот преглед на самата диагностика се гледа точно на кои органи какви инструкции треба да се даде и е таа всушност терапија персонализирана за секој пациент. После 45 дена, кај некои нормално, кај некои луѓе кои што немаат поголеми и посериозни проблеми, е доволно и една терапија, кај некои е потребно можеби 2 или повеќе. Оние кои што ќе земат и ќе искоригираат се во своето тело со 45 дена и се во добра здравствена состојба, препорачливо е еднаш годишно да си го повторат истото и со тоа идеално може и да се одржуваат во оптимално здравје и состојба. Така, различно е кај секого, дали некој побрзо или пак кај некого полека, така ќе се постигнат очекуваните резултати и на тие контроли се гледа каков е тој процес и на регенерација и подобрување и затоа и се прават. Кај помладите оди побрзо, нормално. Побрзо оди самиот процес, самата регенерација е таа активна до нашата 30-та година. После 30-та година сите процеси се поспори. И затоа е и подобро да се доаѓа понавремено и додека сме помлади, отколку да ги третираме проблемите кога веќе многу дегенеративни процеси веќе ќе бидат во подем. Так. Не сваќате, не е исто да направиме регенерација на орган кој што има веќе 30% дегенеративни процеси и некој кај кој што само што започнал тој процес. Така, многу позитивни искуства имате, така, во изминативе години на работа. А задоволните пациенти е нешто најдобро кон кое сте се стремеле и сте го постигнале. Мора да кажам еве нешто што ни го направи денот во петокот, ни дојде еден пациент кој што не можеше да патува поради својата здравствена состојба, живее во Канада, со 10% функција на срце. Му испративме по брза пошта терапија за регенерација на срцето и цел кардиоваскуларен систем. Човекот дојде во петокот со 50% функција на срце и немам зборови со кои што можам да го опишам тоа што значи да направиш промена во нечи живот, толку голема промена. Поточно да може да си живее нормално, со семејството, со децата. Така да ова е многу нормалната функција прекрасна професија која што ја имаме. На нас ние секој ден, мора да кажам, преубав. Се трудиме максимално што можеме да помогнеме на луѓето и таму каде што не нашле решение за својот здравствен проблем, да им излеземе во пресред, да го решиме проблемот, да живеат поубаво, посреќни, подолго, поквалитетно. Така, секој ден е веројатно нов предизвик во решавањето на најразлични патологии, бидејќи обкружени сме и во последно време многу зборуваме дека секој од нас на помалку или повеќе има некаков здравствен проблем или некоја потешкотија што не измачува, никогаш па и не знаеме всушност, само знаеме да кажеме не се чувствувам некако добро, а не знам што ми е. Во тој случај детално и може многу прецизно да се види каде е проблемот. Не може некој да не се чувствува добро и да биде тоа некаква психолошка состојба. Во 90% од случаите се детектира проблем поради кој што човекот има некаква слабост или не се чувствува добро. Така. Алергиите во моментов, но несоницата константно измачува многу луѓе, а несоницата многу влијае на квалитетот и на секојдневието, на животот, па потоа придонесува и за други проблеми. Не е само битно колку спиете, туку и дали квалитетно и добро спиете. Така е. Како тука можеме да го постигнеме? Несоницата е на некој начин како предвесник за посериозни здравствени проблеми, доколку трае веќе неколку години.
Моја искрена препорака е, доколку веќе некој има сериозен проблем со несоници и со многу неквалитетен сон, а тоа веќе трае 1-2 години, дефинитивно да си побараат помош. Не значи дека мора да дојдат кај нас, меѓутоа да најдат некакво решение за да го решат тоа, затоа што самата несоница сериозно го истоштува телото. Најмногу е активен тој процес на регенерација во текот на ноќта. Затоа е многу важно да имаме убав квалитетен сон. Доколку го истоштиме телото со несоница во рокот 2-3 години, веќе многу сериозно правиме отстапка на функционирање и на нервен систем, и на имун систем, и може да следуваат и посериозни заболувања. Кај нас имаме решение за овој проблем. Не се земаат ниту таблети, не го правиме тоа на вештачки начин, туку ги подсетуваме нервните клетки како да да се опушти телото и да спие, меѓутоа во состојба на длабок сон. Така и постигнуваме многу побрза регенерација, одмор, ресетирање на целата здравствена состојба. И откако нормално, откако веќе ќе заврши таа корекција и терапија, не се губи ефектот. Самиот организам продолжува да спие поквалитетно и подобро. Несоницата апсолутно може комплетно да се коригира. Така да, ајде да го вклучиме и последниот гледач. Добро утро и за вас, повелете. Добро утро. Дали сте се уште на линија, бидејќи сме при крајот на емисијата, само да го слушнеме вашето име и презиме, или ќе ги оставите податоците во режијата за да ви го доделиме и вам овој подарок. Се исклучи гледачот, јас се надевам дека колегите во режија ќе го запишат сето тоа и ќе ги испратите на домашна адреса овој биомодул. Само за крај го продолживте промотивниот период на бесплатен скен на лице. Слушнавме што може тука да добијат како информации и податок, состојбата на кожата, за потоа веќе целно заеднички, така да работите на... Да, апсолутно имаме решение и за тоа. Можеме да работиме и локално на квалитетот на кожата, може да видиме и дали тоа дава некакви знаци за други проблеми со внатрешните органи. Кога би дошле на тој скен, сепак ќе видиме дали е потребно да се направи нешто дополнително или би препорачале нешто од нашите веќе готови продукти кои што може да си ги користат. Така да. Со јавување на телефонскиот број во Центарот за биоинформатика ќе си го закажат прегледот, па сето тоа останато понатаму се во ваши раце. Така е. Да. Ви благодарам, Тања, за гостувањето. Ви благодарам на поканата. Да. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24.